Почитувани колеги, почитувана јавност, почитувани тутунари, оние за кои што и се води главната расправа денеска за овој закон. Имено повеќето потенцирате да престанеме да зборуваме за да можеме побрзо да поминеме на гласање. Не се секирете и тоа ќе биде, но сепак мораме да ги истакнеме аргументите кои што сметаме дека се навистина важни, дека тежат, во кои што лежат сите оние аномалии со кои што се соочуваме изминатиот период, за да во иднина не ни се повторуваат. За волја на вистината мора да се каже дека ВМРО ДПМН поднесе информација и побара да се расправа по информацијата за состојбата на тутунарите во 12 месец 2020 година, каде што голем дел од барањата кои што се инкорпорирани во овој закон беа инкорпорирани во таа информација. Денеска сме трети месец и еве 3 месеци како што и ние апелираме, како што имавме и безброј повици до владиното мнозинство да се освети за нешто да превземе. 3 месеци ги оставивме тутунарите ни ваму ни таму, 3 месеци бележат континуирани загуби и 3 месеци исто како што во сите сфери од општеството се губи драгоцено време на политизирање, на погодување на погоден момент за политичка потреба, наместо за оние на кои што им е најмногу потребен. Би сакал да кажам дека со оној петти пакет на мерки се предвидуваат 6 милиони евра за тутунарите, а пред завршетокот на минатата година ние тука дискутиравме за едно предлог законско решение за кое што издвоивме 32 милиони евра за едно приватно акционерско друштво. Што е многу важно. Исто како и во другите сфери на општеството, како во економијата, како во образованието, како во социјалата, како во здравството, исто таква слика е пресликана и во земјоделието, односно ужас, безидејност и неискоординираност на сите можни нивоа. На 6.12 се одржа протест. Верувам дека колегите кои што патуваат од Прилеп и од другите краеви не можеа да го поминат тој патен правец заради тоа што луѓето протестира. Луѓето не протестираа заради тоа што им е убаво, туку заради тоа што имаа мак. На 17.12 се одржа уште еден протест. На 4.1 се одржа друг протест, а сега во четврток е најавен пак. Ние баравме, 2,5 месеци се боревме за тоа, за да има пролонгиран рок на откуп на тутунот, нешто за кое што дискутираме сега. 2,5 месеци помина, 2,5 месеци ние апелиравме и 2,5 месеци беа оние кои што се надлежни, би рекол, не операбилни на тоа барање. Исто така баравме ние и забрана за увоз на ферментиран тутун. Баравме и други работи. Зошто е ова многу важно? Зошто ова го кажувам? Заради тоа што самиот тутун има 3 важни компоненти за Република Македонија. Тоа е социјалната компонента, заради тоа што 70.000 граѓани остваруваат право на екзистенција по однос на оваа култура. Економската, заради тоа што покрај земјоделието се ангажираат и дузина на други сектори околу оваа гранка, кои што би можело да кажам дека 2,5 месеци немаше слух власта за тие работи, и финансиска, односно ако ги пресметаме оние средства од буџетот и нивната висина кои што влегуваат преку данокот и акцизата на прометот, можеме конкретно да ни стане јасно зошто сме на 111-тото место на Transparency International за корупција, зашто по анализата на France Press правена преку Брима Галоп сме најнесреќна земја во светот, зашто по Евростат сме третата најсиромашна земја во Европа, а пред нас се само Албанија и Босна и Херцеговина. Зашто со економист сме хибриден режим? Па еве зашто, заради тоа што 2,5 месеци одбиваме да ја погледнеме на реалноста во очи и не ги решаваме проблемите кои што треба да ги решаваме. Она што јас би сакал да го кажам е дека тутунарите бараат порамнување на цените, па наместо тие 60, 70 и 80 денари, јас себе охрабрувам, ајде да разговараме сега, наместо по 2,5 месеци, како што е тенденцијата на течението, и да им дадеме над 100 денари за килограм, заради тоа што сакам да ви известам и ве повикувам, вие кои што сте најповикани, да го побарате барањето на Сојузот на Сдружение на тутунари, стигнато на 13, тоест испратено и поднесено во архивата на 13.2, до Собранието,
до владата, до ресорниот министер, до пратеничките парламентарните групи, каде што луѓето конкретно бараат линеарно субвенционирање од 90 денари за сите класи на тутун. Тоа барање е поднесено во собранието и ве повикувам да го видите, затоа што се додека одбивате на ваков начин да им погледнете на проблемите во очи, жестоко ќе ја подценувате и оваа гранка на општеството, односно земјоделието, во кое што многу македонски семејства, многу македонски луѓе го бараат својата екзистенција. Она што мора да се признае дека состојбата за откупот во тутунот во моментов е, благо кажано, драматична и срамна. Откупот е во хаос, тутунарите се принудени да го даваат својот тутун за рекордно најниска цена од 2005 година навака. И тоа е факт кој што не може да се покрие. Тоа е така, тоа се точни екзактни бројки и без разлика колку тоа го филувате, едноставно постојат луѓе кои што тие работи ги истражуваат и тие работи кои што ги гледаат. Да не било така, како што ние велиме, да е така како што вие велите, нема да протестираат тутунарите. Исто така, наместо навремен и регулиран пазар, постои безредие. Наместо добар почеток на предоткупот се соочуваме со слаба динамика во преземањето на производството. Наместо исполнување на ветувањата дадени лично од премиерот, повторно лаги и непочитување на договореното на одржаните состаноци, кои што можевме да видиме дека служат исклучиво само како байпас елемент за да се байпасира незадоволството на оние на кои што им е најпотребно. Наместо достоинствена откупна цена, се уште имаме неприфатлива ниска просечна откупна цена и понатаму се поценува трудот на овие луѓе кои што со денови се мачат да го произведат ова жолто злато, кое што сега моментално се цени како жолта рѓа. Очигледно дека процесов е во безизлезна ситуација. Арогантноста, негрижата и неспособноста на владата се главен проблем, а не решението на македонските тутунопроизводители. Координацијата на институциите очигледно е отсутна и на едно катастрофално ниво. Сега тука сакам да упатам еден повик. Важноста на тутунарите и на овие 100.000 луѓе, по оние три главни географски региони каде што оваа култура е најзастапена, е подеднакво важна за владата како што беше бегството на одредени луѓе од лицето на правдата. Ако тогаш премиерот со она кое што тој го кажува, ги впрегнал институциите да го пронајдат тој што го пронајдува за да не падне владата, ве повикувам, вие како пратеници, упатете апел црно на бело со барањето од 13.2 од Сојузот на Сдруженија на тутунари и помогнете му на премиерот да ги впрегне институциите за да може овој проблем да биде решен. Не постои друг начин освен тие кои што ние ги плаќаме со наши пари и кои што земаат плата од даноците на народот да си ја завршат својата работа. Уште еднаш ќе кажам, впрегнување на сите институции кои што имаат презнак земјоделство, влегување во костец со проблемот сега и веднаш, а не по 2,5 месеци откако целата држава ќе се крене на нозе и опозицијата ќе ви се качи на глава, за да им помогнеме на луѓево и да ги спречиме оние катастрофални показатели на меѓународните институции и спасанија кои што јасно како паттокас укажуваат дека и во земјоделието ни се припрема подеднаква фијаско атмосфера како во економијата и во здравството. Благодарам.